Традицијата и културата на еден народ се тесно поврзани со храната. Иако македонската кујна е надалеку позната, вкусувањето нешто сосема поинакво и нетипично за нас е предизвик. И оваа емисија ја посветуваме на една светска кујна, која е поспецифична и за нас, но и богата со вкусови, бои и ароми. Кинеската кујна е создадена во текот на долга и исклучително богата и возбудлива историја. Таа денес е една од најпопуларните во светот и кинеските ресторани се меѓу најпосетените. Регионалните кујни во Кина се разликуваат една од друга и главно ги има 8. Анхуеска, кантонска, сечуанска, фуџенска, хунанска, џеџаншка, џангсуанска, и шандунска. По јазикот писмото, чајот, музиката и архитектурата. Наред е кујната. Добре дојдовте во Нихао. Овој пат низ нашите кулинарски приказни ви ги носиме боите, вкусовите и мирисите на традиционалната кинеска кујна. Секое јадење на кинеската кујна вообичаено се смета дека се состои од 2 или повеќе главни компоненти. Извор на јаглени хидрати и скроп се оризот, тестенините или манту лебот во форма на круг подготвен на пареа. Секогаш во оброкот мора да има зеленчук и риба. Овој концепт е поинаков од она на што ние вообичаено сме навикнати.
односно кај нас, месото или животинскиот протеин, генерално се сметаат за главно јадење. И покрај важноста на оризот во кинеската кујна, погрешно е да се мисли дека тоа е се што кинезите обично јадат. Оризот најчесто представува прилог во чинијата за ручек. Кинезите сакаат да готват и да јадат супи. Тие може да бидат различни во составот и конзистентноста. Супата обично се служи пред главниот ручек, освен во јужниот дел на Кина, таа се послужува по оброкот. Традиционално во кинеската култура не се употребуваат нож и вилушка, бидејќи се смета дека бучавата која ја создаваат инструментите тропајки на масата, брзо ја уништуваат хармонијата за време на ручекот. Навреда на готвачот ќе биде ако неговото јадење не се ужива, иако не се навикнати отворено да ги изразуваат чувствата за храна. Можеби ќе ви звучи чудно, но како комплимент за себе, готвачот го гледа валканиот чаршаф на масата по ручекот. Тоа значи дека гостите уживале во храната. БВ е официјалниот шеф на амбасадата на Народна република Кина во Република Македонија. Неговото CV изобилува со искуства, но она што ги прави магични неговите кулинарски рецепти е желбата за промоција и јасно обожавање на Кина токму низ неговата храна. БВ е роден во провинцијата Јунан во Кина. Тој бил главен готвач во многу ресторани низ светот. Од 2015 до 2018 година. Тој бил готвач во амбасадата на Кина во Малезија, а денес тој работи во кинеската амбасада во Скопје. Неверојатно прецизен, професионален, но истовремено и топол, со голема желба да зборува за кинеската храна и традиција, посебно за онаа од каде што потекнува, провинцијата Јунан. Кинеската кујна е уникатна мешавина на вкусови, на мириси и на бои. Од една страна имаме кисело, луто, благо, сладко, од друга страна имаме овошје и зеленчук. Меѓутоа, кои се основните состојки на кинеската кујна, без што не може да се замисли ниту една домашна кинеска кујна? 我先跟大家讲一下中国菜讲究的是什么。中国菜讲究的是色、香、味、形、气、意、雅。色，菜肴的色泽及搭配的颜料的颜色；味，是菜肴的味道；香，菜肴的香气；形，菜肴的刀工处理及装盘的形态；气，盛装菜肴的器皿；意，菜肴的意境和故事；养，菜肴的营养。中餐博大精深的灵魂，我认为是味道和刀工。味道，中国菜的常用味道有30多个，凉菜的味型也有20多个，烹饪技法100多个。中餐里的热菜味型离不开火，食材在锅中加入调料，加热后会产生特殊的香气和味道，这就是锅气，热菜的灵魂。刀工，中餐已经把刀工技艺发挥得淋漓尽致了，使菜肴更容易烹饪和食用，且形态精致养眼，如文思豆腐、松鼠鱼、菊花鱼等很多菜肴都需要精湛的刀工技艺才能完成，所以没有中国味道和精湛的刀工技艺，就没有中餐的灵魂。 Господине Вејодона, што имавме прилика досега да го слушнеме и да го научиме за Кина како една од најбогатите држави во светот. Очигледно е дека провинцијата Јунан е една од најбогатите во Кина, оттаму потекнува и еден од најпопуларните чаеви, односно пуер чајот, оттаму ни доаѓате и вие. Каква е кујната во Јунан? 因为地理原因，云南境内有热带、亚热带、温带等多个气候区。 孕育了非常丰富的烹饪食材和别具一格的云南美食。同时呢，云南又是一个多民族的地区，每个民族都有自己独特的烹饪饮食文化，
所以美食种类繁多，有纤维火腿、美味的野山菌、傣族的烧烤、大理的乳扇、石林的乳饼、宜良的烤鸭、汽锅鸡、过桥米线、羊肉汤锅、火瓢牛肉、昆明饵块、腾冲饵块片、茶菜、茶点等等，云南菜的特点。Литературата вели дека кинескиот народ или воопшто не конзумира млечни производи или ги конзумира многу малку. Зошто е тоа така и дали е тоа навистина така и кај малите деца? 2020年，中国人均饮奶量，已从20年前的6公斤提升至36公斤。北京、上海、广州等一线城市已达到50公斤。大部分中国人每天200多克的牛奶和1个鸡蛋是标准配餐。中国小孩很多都拿牛奶淡水喝，并且每个学校每天都给学生发放220克的盒装奶。中国小孩也很喜欢吃乳制品。少数的中国人因为乳糖不耐受，选择不带乳糖的牛奶，但中国人均饮奶量仍不足世界消费量的1/3，并且乳制品产品结构单一，多以液体奶为主。Кинеските сладки деликатеси се навистина уникатни. Јас имав прилика да пробам дел од нив и навистина имаат многу специфичен вкус. Меѓутоа, кои се основните состојки, на што се базираат? 是的，一个完整的中餐宴席，甜品是不能缺少的。中餐讲究的是营养和口味搭配，甜品主要是调节口味。中餐里的甜品的甜度不太高，一般是微甜。中国最传统的甜食多以糖水，但也有部分糕点及小吃。传统的甜食有冰糖燕窝、冰糖造人、驴打滚、八宝饭、汤圆、桂花糕、桂圆羹等。Во кинеската култура и традиција особено значајно место заземаат едниколачиња кои што ние ги препознаваме како mooncakes. Зошто се толку важни и која е приказната околу нив? 中国传统节日都有不同的美食，月饼就属于中秋节专用的美食之一。您看月饼是什么形状？圆形。圆对于中国人来说就是团，就是团聚、团圆，一家人聚到一起，团团圆圆。其实不是月饼有特殊的地位，而是中国人把中秋节看得很重。中秋节全家人团聚，在每个中国人心里都很有分量，因为平时大家多忙于工作，聚少离多，只有节假日，特别是中秋节，每个人都尽可能的回到父母家和家人团聚，这一传统代代相传，所以中秋节连同月饼，在中国人心中占据重要的地位。月饼地位比较特殊的背后是中国人对家庭的重视。Господине, вие денес сте главен шеф во амбасадата на Народна република Кина во Македонија. Како успевате да ги набавите сите потребни состојки за да ги изготвите тие ваши традиционални и вкусни кинески јадења? 可以，马其顿的食材季节性特别强，每个季节都有不同的新鲜食材，还有一部分跟中国相同。中国云南有2种食材是乳制品，一个叫乳扇，是牛奶制作；一个是乳饼，是羊奶制作。特别是云南的乳饼，跟当地的芝士非常相似。对于一个优秀的中餐厨师来说，
应该根据当地的食材的质地和味道，采用不同的烹饪方法和味型来完成每一道美食，不拘泥于传统。 Вела дека од Македонија не смееш да заминеш без да пробаш гравче тавче. Која е таа храна која што мораш да ја пробаш кога ќе ја посетиш Кина? 中国幅员辽阔，每个地方都有自己独特的美食。大家到中国去，不要以为吃了一个美食或者是几个美食，就算是没有晚来中国。中国每一个地方都有你值得去品尝的美食。我跟大家举个例子，我认识一个英国美食作家，他留学在中国，毕业后每年去一次中国，但每次去不同的省市。现在已经坚持了10年了。有一次我问他：“你品尝完中国的美食了吗？”他笑笑告诉我，一半都没品尝到。所以您问我什么是到中国必须品尝的美食，我只能告诉您，中国处处有美食。 Го посетивме ресторанот Peking Garden, кој се наоѓа во центарот на главниот град и ја представува традиционалната кинеска кујна, богата со специјалитети во различни сосови: соја, кари, традиционален луд кинески сос, сладко-кисел сос, подготвени во специјални кинески садови, и тоа од професионални готвачи, кои се докажани мајстори и одлично ја познаваат кинеската кујна, затоа што и самите потекнуваат од Кина. Овде може да уживате во најздравата и највкусна храна, совршени симбиози од вкусови и мириси, невообичаени комбинации кои никого не оставаат равнодушен. Само што ќе влезете во овој ресторан и веднаш ќе се почувствувате како да сте таму далеку, каде што се е поинаку од тука. Екзотиката на една земја пренесена кај нас се отсликува почнувајќи од внатрешното уредување, садовите за послужување, боите, ѕидовите. А Олја е секогаш тука за љубезна насмевка и срдечно добре дојде. Олја, колку и како успевате да го задржите автентичниот вкус на кинеската кујна со оглед на тоа дека македонскиот пазар е ограничен кога станува збор за состојките? Здраво, Јуле. Прво да ви се заблагодарам што имаме чест да бидеме на ваши домакини и да ве поканам приватно во било која пригода да бидете наши гости. Со оглед на годината која што измина, знаеме со какви проблеми се соочуваше цел свет, не само Скопје и Македонија. Бевме на дефицитарна листа со кинески намирници, меѓутоа кинескиот народ не би бил една од најстарите народи доколку не се снаоѓа. Така да и ние успеавме никако да се адаптираме со ситуацијата. Колку македонците го сакаат овој екзотичен вкус на кинеската кујна? Со оглед на тоа дека сме нација која што не многу сака да експериментира, јас сум презадоволна што можам да кажам дека во нашиот ресторан е храната е доста адаптирана на нашите услови, така да сум горда на сите наши гости кои што навистина ги вкусиле нашите специјалитети и биле задоволни од тоа, така да сепак македонците сакаат да експериментираат. Во тоа нивно експериментирање се држат ли до традиционалниот прибор или сепак се обидуваат со оние познати кинески стапчиња? Се обидуваат. Ние сме ресторан кој што имаме увек втора алтернатива, така да можете да видите дека во секоја чинија има и стапчиња и нашиот традиционален прибор вилошка, така да се почесто и почесто се користи автентичниот прибор за кинеската исхрана. Не се сомневам дека со текот на годините многу се научила за кинеските специјалитети. Има ли посебни пригоди или посебни временски периоди кога се јаде некаква конкретна кинеска храна? Јас пред некој ден во еден неврзан разговор со сопственикот на ресторанот имавме прилика да говориме дека да објаснува за Кина и за кинеска традиција, кинеска култура и кинеска исхрана, а да не ја посети самата Кина, може да биде само чест да зборува за тоа. Така да, со оглед на тоа на празникот кој што доаѓа сега во блиска иднина, можам да кажам дека нивните празници наликуваат нешто како нашиот Божик. Колку повеќе храна, колку повеќе луѓе, пријателства, дружби, семејството да биде соберено, многу месо, многу зеленчуци, многу риба. Колку повеќе има, толку поблагодетна ќе биде годината која што иде.
Со оглед на тоа дека твојот ден поминува овде, константно си со кинеската храна и со тие нивни ритуали и навики, како ти почнува денот? Се уште со кафе или сепак со чај? Сепак ми почнува со кафе наутро кога се будам, меѓутоа во текот на денот континуирано пијам чај. Некако ми стана дел од секојдневието, можеби сите овие години поминати со нив, почнувам малку и да наликувам на нешто се однесува до однесувањето. Имаат ли македонците конкретни јадења кои што најмногу ги обожаваат, затоа што кога ќе помислам на кинеска храна ми текнува на сладко, луто, кисело, некои такви стандардни рецепти кои што обавезно ги имате на мени? Со оглед на тоа дека сладко, луто, кисело дело звучи малце дискутабилно, така да прво прашање кое што ни го поставуваат гостите што е тоа сладко, кисело, нешто како оцет и шеќер, меѓутоа кога ќе пробат после имаат други верувања во врска со тоа. Со оглед на тоа дека Пекин Гарден е азијски ресторант, доминира кинеската кујна, меѓутоа во нашиот ресторан подготвуваме и суши. Така да можам да речем дека, ајде да кажем, топ 3 најпродавани јадења е пилешко или свинско сладко кисело, дамплингс, кој што е нешто како хоммейд, наша рачна изработка и специјалитет ми се чини на кинеската кујна и неизбежен и можеби најмодерен оброк во последно време тоа се сушите. Нашата кујна е социјализација и македонската и турската традиционална кујна почнуваат со стартери или кај нас им викаме нели мезиња. Што е со кинеската кујна? Колку тој ритуал и кај нив е социјализација и колку се држат до некакви одредени правила само за да го поминат и тој еден оброк? Храната е уметност пред се. Ми се чини дека тука сите кујни се некако различни и некако се слични. Што се однесува до концептот може да би зависи и од самата пригода, меѓутоа единствено кое што морам да го сугерирам тоа е на сите кинески ручеци мора да изобилува многу видови на храна, многу видови месо, многу видови морски плодови и риба. Значи обично почнува со супа, ладни предјадења, главно јадење, десерт кој што не е баш секојдневен како нашиот десерт, меѓутоа сепак кога е храната во прашање, тука сме негде сите култури во светов. Вело дека доколку сакаме да научиме нешто повеќе за некоја нова култура, тогаш треба да седнеме на ручек со локалците. Храната ги зближува сите, а ритуалите кои што го сочинуваат овој чин не учат на почитување. Имајте пријатен неделен ручек со најблиските. Овде е крајот на Нихао.